Добро вечер, почитувани гледачи. Една многу често споменувана реплика е да ги зачуваме трајните вредности. Може би еден од најдобрите начини за тоа е солидна, квалитетна фотографија. Денес под лупа разговараме токму на оваа тема, но и на други интересни теми, затоа што мојот соговорник е навистина една жива енциклопедија, која што има многу интереси и во сите тие со љубов и со целосна посветеност се дава себе си. На мое големо задоволство, гостин во емисијата Под лупа. Гостина, можам да кажам и добре дојдовте дома. Ѓоко Симјановски, наш долгогодишен соработник, 22 години бевте дел од оваа телевизија преку вашата емисија Филм Скоко. Добро вечер до сите гледачи на оваа емисија. Точно е, 22 години бев, би рекол, дел од оваа телевизиска куќа, на моје задоволство и чинам и на задоволството и на оние што стојат зад оваа телевизиска куќа. А чинам и на задоволство на гледачите, бидејќи ете во тој период направивме голем број на емисии за филмот, кои верувам дека ќе се паметат. Сигурна сум дека ќе се паметат, остануваат во архивата на телевизија ТВМ, како што зборувавме и пред самата емисија, тоа е богатството на еден медиум, она архива со која што располагаме и која ќе не подсетува на некои подамнешни времиња што се случувало некогаш. Но вашите интереси се многубројни, не е само филмот, ја сакате фотографијата, сакате музиката, го сакате убавиот пишан збор, го сакате сликарството, воопшто, значи се она што е убаво, што асоцира на убаво и на еден вид уметност. Денес ќе го започнеме разговорот како член на фотоклубот Охрид, кој што оваа година, односно минатата година, ова веќе новата година 2019 ја започнавме, во 2018 имавте 20 годишен јубилеј на денот на патронот на градот, на Свети Климент Охридски, кој јубилеј го одбележавте традиционално со една изложба на фотографии. Фотоклубот Охрид веќе постои, рековме, 20 години, формиран е од група на ентузијасти и, би рекол, влюбеници во фотографијата во 1998 година. Неколку, би рекол, фотографија аматери, нели, меѓутоа влюбеници, рекол, во фотографијата, се собрале и го регистрирале фотоклубот Охрид, кој што еве живе цели 20 години. Во овој период, од 20 години, влегувале и излегувале голем број на членови, некои и заминале од овој свет, што сепак би рекол е природна работа, но сите нив ги врзува љубовта кон уметноста, љубовта кон убавото, љубовта кон својот град. Бидејќи најголемиот дел од фотографиите што се презентираат на изложбите и на традиционални секој, нели, празник Свети Климент, патронот на градот, се со преокупација од Охрид. Се разбира, со одредени теми, да речеме, зададени од самите, да речем, членови на фотоклубот при нивните состаноци, но во секој случај ние и сите членови, и денешните и минатите, а верувам и идните, ќе го дадат се она што го сакаат да го представат пред љубителите на фотографијата. А Охрид е толку богат, би рекол, и толку инспиративен, што навистина едноставно останатите, би рекол, членови на други фотоклубови кога ќе се собереме заедно на некои фотосесии, едноставно ни завидуваат на убавините што ги има нашиот град. Така. Тоа е една од подобрите промоции на еден град, на една држава. Значи, преку фотографија можеш да доловиш многу сегменти од дали од природните убавини, дали од начинот на живење, еве конкретно во нашиот град. Може би се и провокација на многу луѓе фотографиите, токму самите фотографии да дојдат да не посетат. Значи, вие со вашите дела кои што ги правите со помош на фотоапаратот сега и со некои помодерни технички средства, може би мобилни телефони се користат или да. Поедноставен е начинот, но сепак чувството, предпоставувам, е исто.
го доловувате сето она што не може секој обичен граѓанин да го види. Окото на еден фотограф многу поинаку ги перципира работите отколку окото на еден обичен граѓанин. Како ги приметувате тие детали кои што ќе ги прикажете понатаму за да ги види пошироката јавност? Еве, Охрид, нели го има Охридското езеро. А кај што има вода, тамо има и живот. Охрид, би рекол, во секоја годишно доба има, еве само еден податок, различни залези на сонцето. Например, залезот во зима со залезот во лето не е ист. Сега, тоа секој не може да го примети, ќе го приметат оние кои што тоа постојано го следат, ето, од своја љубов кон таквата фотографија. Или да речеме, имаме толку цркви кои што да се сликаат во различно годишно доба, секогаш се поинакви отколку што секој обичен, би рекол, посетител би ги видел. Деталите што тие ги нудат, од портите, од прозорците, од крстовите, од герамидите и така натаму, фотографот поинаку ги гледа отколку обичниот човек. Некои детали, например, имаме летно време, а и во останатите годишни времења има луѓе кои што свират на гитара, на виолина, на нели и така натаму, или кучиња, мачки, галеби, лебеди. Сето тоа е дел, да речеме, од фотографиите кои што ги сликаат. Знаете колку често ние поминуваме покрај тие луѓе, покрај тие објекти, покрај тие цркви. Го гледаме залезот, ама едноставно не ни текнува дека можеме тоа да го фотографираме и да го овековечиме. Вие поинаку размислувате. Исто како што, еве ќе направам една компарација, како што ние новинарите поинаку размислуваме од останатите граѓани. Веќе работите ги гледаме на еден поинаков начин. Гледаме што недостасува, од што би можело да се направи некаква тема. Вие пак размислувате од кој агол да фотографирате? Па, например, и темите кои што секоја година се различни за време на тие традиционални изложби, секогаш се трудиме да направиме некоја тема која што ќе може да ја исполнат, би рекол, со своји фотографии сите членови. Например, само цвеќиња, само животински свет, само залези, да речем црно-бела фотографија или улична фотографија и така натаму. Сето тоа само покажува колку, би рекол, сегменти може да се направат од една иста работа. Од иста тема. Од иста тема. Например, ако земете само цвеќа, цветот може да биде црвен, жолт и така натаму. Па може да биде само трендафил, па не знам, само ова, само тоа. Значи, секој дел од природата може да се раздели на, да речем, на безброј нешта што може да бидат конкретни за сликање или за дадена тема за одредена изложба. Така. Ова година, бидејќи ви беше јубилејна, имавте една ретроспектива, значи ретроспективна изложба, точно. Да. По 20-те години и бидејќи од пред неколку години ние имаме прием на неколку нови членови, би рекол свежа, млада крв. И на нормално 5-16 сте така на број. 16 активно кои што така е. И ние имавме, да речеме, еден благодет, бидејќи немаме простор во кој што би можеле да живееме, би рекол, клубски. Пред неколку години, пред 2-3 години, винаријата Мал Свети Климент ни го понуди својот простор и во него ги држевме нашите останоци. Имавме место каде што можеше да се собираме, не да пиеме вино нормално, може би понекогаш, но таму државме и неколку изложби на новите членови. И тоа со повод. Например, имавме една изложба на 4 жени кои што се членови на нашиот фотоклуб и сите тие изложија по повод, да речеме, празникот 8 марта. Или една друга наменска изложба по повод денот на виното. И така натаму. Значи, еден убав прекрасен простор, но за жал, би рекол, веќе тој простор го немаме, бидејќи собственикот на тој простор нормално си има некои други планови со него. Сега, кога сме веќе кај просторот, на вистина жалосно еден клуб кој што екзистира 20 години и кој што на некој начин е
промотор на самиот град. Сигурна сум дека многу ваши фотографии се нашле во многу пропагандни материјали за Охрид. Значи, вие го промовирате градот ширум светот. И би било многу логично да имате еден свој простор каде што ќе можете да функционирате како клуб, а и еден простор каде што ќе можете да излагате, затоа што и таква просторија соодветна немаме, каде што ќе можат фотографиите да бидат поставени онака како што треба под соодветно светло, да може да се види она што всушност фотографот сакал да го постигне и да го нагласи. За жал, пак ќе речем, ние таа тема со една реченица би рекол ја покрив и на отворањето на јубилејната 20 годишна изложба и тогаш беше присутен и сега веќе покојниот за жал градоначалник Стојановски. И една реченица му даде за повод после завршувањето на отворањето да поразговараме околу простор, дека ќе се заложи простор да добиеме некаков простор во рамките на она што значи своја просторија во која што, како што тогаш јас реков, да ја сочуваме својата историја и да ја коваме својата иднина. Но, се пораметија плановите. Јас се надевам дека новото раководство или оние што ќе дојде, ќе има чувство, ќе ја препознае нашата работа и потребата за еден простор во кој што навистина би можеле да привлечеме нови членови, бидејќи знаете како, кога имате собствен простор, ќе можете да размените искуства, ќе можете своето знаење да го предочите и да го пренесете на ќе се подигне едно повисоко ниво и ќе можете да предизвикате интереси кај младите генерации. А сега со станоците ние ги држиме, ајде да речем така, во некаква си илегала. Например, ги држевме во продавница за агросредства, бидејќи председател на клубот ни Димче Коруновски, кој што е вработен во една продавница за земјоделски производи. Ете, тоа е ентузијазам, значи ние сепак и покрај се собираме и клубот живееме. Јутоа, пак ќе речам, убаво е клубот да има една собствена просторија во која што едноставно ќе може да се сретне, бидејќи собствената просторија пак ќе направи средбите да бидат почести, да имаме лице што се вели да можеме да ангажираме нови сили, бидејќи ќе речем имаме свој простор во кој што ќе можеме едноставно да ги менуваме искуствата. Еве и од овдека нека се слушне, мислам дека веќе оние кои што се надлежни знаат, се запознаени, сте го потенцирале овој проблем во повеќе наврати, но рековме за жал, нашата општина ја задеси една несреќа, го изгубивме градоначалникот, па сега следуваат некои нови процеси да добиеме нов градоначалник, сето тоа малку ќе ги усложни и ќе ги одолжи работите, но се надевам дека новата локална власт исто така ќе ја препознае потребата и бенефитот од постоењето на еден ваков фотоклуб, не само за градот, туку и за младите генерации, да ги испровоцираме да се занимаваат со нешто креативно, со нешто што, како што реков, остава трајни вредности, трајни белези и малку да се развива нивната свест за Охрид како град. За убавината, за сето она што навистина го имаме и го нудиме секаде каде што ќе не повикаат со своите фотографии. Можам да кажам на многу натпревари. Можам слободно да кажам дека фотоклубот и во рамки и пошироко има освоено голем број на награди, да речам, на поедини изложби. Наши членови станале добитници на повеќе награди. Ние сме членови на фотоклуб, на Фотосојузот на Македонија, кој што организира, ми рекол, и годишни изложби на кои што секој член на фотоклубот Охрид може да учествува со своја работа таму, со свој производ, со своја фотографија и рамноправно би рекол да учествува. И многу наши членови од фотоклубот досега биле наградувани и во тие рамки. Освен тоа, преку фотоклуб, односно преку Фотосојузот на Македонија, поедини членови, оние што имаат поголемо искуство, дури и работат како жирија за други светски изложби. Значи, се добиваат фотографии од соодветни фотоклубови настрана во странство и преку жирирање учествуваме и на тој начин во
подигнувањето и на квалитетот и на сознанијата наши, и на фотографијата и така натаму и така натаму. Сега некои професионално се занимаваат со фотографирање, вам ви е тоа на некој начин да речам хоби, колку скапа работа е тоа? Значи, опремата за да направиш една убава фотографија, дали многу чини? Па видите вака, денеска во однос да речам некои други времења, кога постоја филмови, развивање на филмови и така натаму, кога беше сето тоа лимитирано, например, еден филм има 36 пози и кога одиш на сликање или нешто, само гледаш она најдоброто да го шкрапнеш. Сега со новите фотоапарати можеш тоа да го правиш колку што сакаш и од сето тоа да избереш она што е најдоброто. И фотографиите денеска одат на принт, со принтање. Така да принтот за да направи еден човек убава изложба, би рекол, од 40 на 50 на фотографии, ние имаме, например, собствени рамки од фотоклубот, кои што само ставаме нови фотографии. Значи, основното, би рекол, средство за правење на изложба, рамката како таква, веќе ја имаме, само ги менуваме фотографиите. А една фотографија негде као околу 200 денари е принт формат кој што влегува, да речам, во тие рамки 30 на 45 сантиметри, што е доволно, да речам, за изложба. Јас имав прилика да бидам во Тетово на таа изложба што беше организирана од Фотосојузот на Македонија, во еден прекрасен простор, во еден аман покрај реката Пена, со извонредно светло, со извонреден амбиент, едноставно да ти е кеј што се вели да изложиш. Ние во Охрид такво нешто немаме, за жал. Немаме простор или не го имаме наменето за... Знаете како? Имаше порано еден простор во 1. мај, да не речам сега кеше кафаната Корнер, во долниот дел имаше еден прекрасен простор, кој што можеше да се направи една убава изложба, не многу голема, меѓутоа од сета градот убава. Моментално постојат просторите во изложбениот салон, да речам, Дом на култура, онај помалиот и онај поголемиот. Меѓутоа, осветлението и во двата простори не соодветствува, би рекол, на она што може да ја обзнани фотографијата, да ја даде уште поголема убавина. Бидејќи тоа е некое старо светло кое што за жал не одговара ниту за фотоизложба, ниту пак за другите останати изложби. Но и тој простор го користат многумина. Значи не е тоа само простор наменет за фотоклубот каде што можете да поставите некоја изложба која што ќе биде трајна. Значи една изложба со одбрани фотографии да биде поставена постојано, а повремено еве повод вакви јубилеи да ја менувате. Знаете како, Охрид може би, не знам, може би и во другите градови така. Меѓутоа Охрид има, да речам, една специфична публика. Обично сите одат на отворањето на изложбата и после тоа ја затвора. Може слободно да се затвори изложбата, бидејќи никој не се интересира. Не знам зошто е тоа така. Драган Спасевски Охридски, сликарот и доктор, нели, во една прилика ми рече дека тој неговите изложби траат само еден ден. Отворање и затворање. Кој што сака да ја види изложбата, ќе дојде на отворањето. Зошто? Заради тоа што после никој не оди да ги види изложените дела. Без разлика дали е тоа име, презиме, фотографија, сликарство и така натаму. Тоа е така случај кај нас само или не знам, бидејќи во светот не е така? Не е така. Например, некаде се чекаат редици, например, да се влезе во некоја изложба. Истите ние охриѓани, ако одиме, не знам, Париз или не знам каде што има некои изложби за кои што сме се информирали дека се од големо светско значење, може би не сите знаат токму колкави се вредностите на тие слики, ниту пак и сликарите ги знаат по име и презиме, но се отишло и треба да се посети. Ќе чекаме и со часови ред, за овде ќе ни е тука пред самите очи, ама нема да ја видиме. Например, мене како, да речам, енигма ми е зошто, например, одредени професори по ликовно, да речеме, кога се во прашање ликовни изложби, не мора да е фотоизложба, макар да и тоа е предизвик, да речеме, за одредена популација, нели?
не ги носат своите ученици во посета на ликовни изложби. Порано јас колку што знам, Да, имаше на часот организирано. по ликовно образование се одеше да се погледне. И денес тоа го прават поедини професори, но тогаш беше тоа некако масовно. Едноставно, едва се чекаше да се отвори некаква изложба, за да може Да се изошо да се разговара и со сликарот или со фотографот на лице, да ги пренесе своите чувства, да предизвика љубов кај интерес кај младата популација. Тоа некако како да ни изуми, да замре. Не знам дошто е тоа така. Па добро, ние сме и туристички град, може вакви изложби во таа насока да се искористат, затоа што кога имаме туристички посети, значи водичите може да ги однесат да погледаат гостите и некаква изложба. Во секој случај дека тоа да се така. вклучи во самите аранжмани. Меѓутоа, пак ќе речам, ние Охриѓани не можам да го дефинирам зашто е тоа така. Јас имав една можност, ова може да ќе испадне и како некаква си критика. Едно момче од Источна Македонија пред неколку години изложуваше во Домов на културата Григор Причев, својата прва самостојна изложба, сакал да ја направи во Охрид. Го повикал своето семејство, неколку роднини на отворањето. Изложбата се отвора, публика никаде. Беа принудени од Центарот за култура да ги повикаат сите вработени и неколку души намерници, да речем случајни, да присуствуваат на изложбата. На првата изложба на човек кој што завршил факултет за ликовна уметност, кој што посакал својата изложба да има во Охрид, немаше публика. Значи, само можам да замислам какво чувство имаше човекот што ја направи таа изложба. Значи, тоа се, ајде речем, некакви феномени. Не можам се до тоа да се надеваме дека во иднина малку по малку ќе се изменат Ајде работите. да речеме, да се надеваме. Да. Прво да започнеме од тоа, значи да се најде соодветна просторија за фотоклубот, па една просторија каде што ќе можете да излагате онака како што треба и како што заслужуваат квалитетните фотографии, па потоа се тоа да се подигне на едно повисоко ниво. Рековме дека сега во современото живење имаме многу начини и многу олеснети всушност начини за да направиме една фотографија. Колку е добра или помалку добра, тоа вие што сте стручни ќе процените и оцените. Еве јас како лаик, да речам, како обичен граѓанин кој што не се занимава со тоа, но го сака убавото. Можам да кажам дека пред едно 10 години сите некои мои лични моменти приватни сме ги фотографирале, сме ги забележувале и бидејќи тоа се правеше со фотоапарати на филм, секогаш ги развивавме фотографиите, ги имам албумите, ги чувам и од време на време се ги прелистуваме и се потсеќаме. Денес, затоа што сето тоа го правиме со мобилни телефони, па многу фотографии, па некои сме ги префрлиле на CD, некои не сме ги префрлиле, а и кога се на CD некако потешко ти е да седнеш и да ги разгледуваш, не е тоа истото чувство. И мислам дека фотографијата од тој аспект некако го губи своето значење. Значење во смисла можеби не уметничко, туку емотивно. Барем јас така го доживувам. А и со можноста да се модифицира таа фотографија, да се прават некакви измени на истата, тука веќе мислам дека и незината уметничка вредност се намалува. Што мислите вие? Во секој случај, тие времиња, минати времиња, кога нели фотографиите се чуваа во албуми, па секој албум имаше и своја дознака, детство, средни години и така натаму. И кога албумите едноставно со прелистувањето фактички се враќате со времето наназад, а како полека да изумира, заради тоа што живееме во едно модерно време, каде што секоја фотографија се става во компјутер, на мобилен телефон, со кои што имаат огромни, да речем, мемории, и едноставно со вртење, да речеме, на прстот преку телефонот, можеш да се вратиш наназад за извесен период.
Сигурно дека фотографиите, оние што се вредни, да речам, од некакви си значајни периоди во животот, како што се венчавки, матури и така натаму, треба да се изводат на фотографија и да се стават во албум. Бидејќи албумот има сосема поинака вредност. Денес, во ова модерно време, кога ги ставаме на стикови, кога ги ставаме во компјутери, со едноставна грешка на самиот компјутер може да изгори сето она што си мислел дека го има сочувано. А фотографијата исто како тврд диск, CD. Ако изводиш CD, филмот ќе го имаш. Ако го имаш на да речем, на стик, можеш да го изгледаш, меѓутоа вирус да влезе во самиот стик или во компјутерот и веќе филмот го немаш како тако. Значи, нешто слично и со фотографиите. А сигурно дека модерните времиња донесува такви технологии, такви можности од секоја фотографија да се направи чудо. И најлошата фотографија со фотошоп, со милион филтри и така натаму, програмчиња кои што се надофат на секој, само треба едноставно да експериментираш и да создадеш нешто што дури изгледа и нестварно и несоодветно на што си го сликал. Едно да сликаш, друго погрешна да изгледаш. перцепција, значи создаваме кај. А порано постоеше ретуширање, нели? Кога ќе одевте на фотограф да направите семејна фотографија или за лична карта или за документ, секогаш на фотографот ќе му рече, ама знаеш малку да излезе малку подобро. Малку средиме. Така, па средиме, па малку со ретуширање. А денеска фотошопот прави чуда. Но затоа пак се појавуваат и фотографии, например, со 2 леви нозе, со 2 леви раце и така натаму. И тоа на познати личности. Така да, едно со друго, колку што има добри, толку има и лоши страни. Зависи само како сето тоа ќе се гледа и на крајот како ќе се... Колку ќе се употребува во позитивни или ќе се злоупотребува во негативни цели. Во секој случај. Во вашиот животен албум има многу фотографии, значи од многу ваши, реков, паси, интереси. Не можам да речам која е вашата најголема љубов. Зборуваме сега за фотографијата, ништо помалку нема да се каже за филмот, за музиката. Долги години бевте вие и во Радио Охрид, нашето прво радио, бренд на градот, за жал згасна, значи и како што кажавме пред емисијата, рековте, со тоа згасна историјата на градов, затоа што е на голема, огромна архива од се она што се случувало од 53-та, од кога што 57-ма, да, од кога што постоеше радиото. Значи се веќе сега може би е негде во некој депо, може би не знаеме ни каде се сите тие материјали. Како испаднете пак во тие води да запловите? Па, знаете како, јас во радио влегов некаде 74-75 година. Работев тогаш во електромонтажа и тогаш имаше една емисија низ работните колективи. Ѓоко Ѓорѓиев на Радио Скопје правеше на таква емисија и овде Крсте Спасевски, новинар на Радио Охрид, правеше на таква емисија и дојдо еден ден на работно место во електромонтажа, јас работев во конструктивно биро, и ја правеа таа емисија. Заврши што заврши, како што се направи емисијата и на излегување му реков, би сакал да разговарам со некој од Радио Охрид, би сакал да направам некоја емисија која што би говорела за филмскиот репертуар овде во Центарот за култура Григо Прлич. Че дојди, че видиш со директорот. Одидов, се договоривме, реков, ајде да пробаме да направиме некоја емисија за филм, 5-6 минути некако си прилог кој што ќе говори за филмскиот репертуар, за она што се случува, за она што ќе биде наскоро и така натаму. Ме прифатија луѓето и тој сегментот одеше на програмата на Радио Охрид во она отворена програма во сабота со вас. Тоа тие почна тогаш во живо да оди таа програма, во сабота предпладне. И некаде тамо околу 8-9 часот еден сегмент одеше. А имавте претходно некакво искуство со новинарството? Никакво искуство, чисто од љубов, да речам, и кон филмот. И сето она што го љубев како филм, сакав едноставно да го преточам и да таа љубов ја пренесам, да речам, на слушателите. И влегов како таков, да речам, некако си надворешен со работник, потоа станав, рекол, почнав да ја бирам музиката, односно почна да ја водам емисијата Музички слалом, бидејќи Славко Упевче замена ново работно место и ми ја дадувам да ја продолжам таа музичка емисија да ја водам. А музика исто сакав, исто колку и филм.
И ја водев таа емисија и направив некаде околу 300-320 изданија на таа емисија. Меѓутоа, во меѓувреме се појави и други емисии. Например, ја водев Одберете мелодија за вас. Како музичка емисија, таа одеше во недела, се гласаше преку дописни картички за предложени 5 мелодии, па една од нив стануваше, да речеме, мелодија која што одеше на почетокот од програмата, од 14:30 одеше програмата. Па се доделуваа награди на тој со влечење на дописни картички, најпопуларни мелодии, така натаму и така натаму. Потоа позев некои други емисии. Например, тоа беа години во кои што се враќавме назад со музиката. Па музика, филм музика. Па почнав да водам дури и утренска програма на Радио Охрид од 7 до 12 часот. Па потоа водев програма во живо, да речеме од 12 до 2 часот, во која што повторно говорев за филмот и за музиката. Па потоа водев музички емисија, музички паралели, во која што правев паралели на една иста мелодија во повеќе изведби, и така натаму, и така натаму. Значи, дури бев назначен и за музички уредник своевремено, кога се емитуваше програмата со грамофонски плочи. Јас избирав музика за цела недела. Од понеделник до петок, народна, забавна и така натаму, во посебни кутии ги оставав, за можат техничарите што ја пуштаа музиката да им биде готова музика. Значи, како музички уредник, баш како водител. Во тој период, да речам, на моето работење, надворешно сепак би рекол во Радио Охрид, јас имам можност да се сретнем и да направам разговор со голем број на пејачи и актери кои што доаѓаа во Охрид. А можам да кажам дека направивме неколку директни преноси од фестивалот Охридски трувадури, кој што првите изданија ги имаше во предворието на Хотел Палас. Може би најдобрите изданија, своји 2-3 ги имаше таму, потоа се пресели горе на Долни Сарај. Па имавме преноси директно, да речам, па сите пејачи кои што пред да излезат на сцената поминуваа пред микрофоните на Радио Охрид и ги емитувавме во живо нивните изведби. Значи, поминав на вистина еден прекрасен период, другарувајќи со еден прекрасен тим во Радио Охрид, отворајќи нови видици, би рекол, во моите сознанија, во мојата љубов, во моите перцепции кон нешто што е убаво и така натаму. Ајде сега направете една паралела со сегашно во време. Радио Охрид за жал згасна, се помалку радија воопшто функционираат и во градов и во државава. Медиумите некако со овие социјални мрежи па портали доаѓаат, останатите медиуми доаѓаат некако во втор план. Тогаш беше многу потешко да се работи, значи полоши беа можеби условите, потешко се доаѓаше до материјалите и целиот процес на работа беше многу посложен, но беше многу поубаво, поголема желба, поголем ентузијазам и задоволството беше поголемо. Па само ќе ви покажам, повторно ќе се вратам на она што јас себе конкретно го работев. Например, во емисиите кои што оде во недела, обично фестивалите на забавна музика, народна музика, својата финална вечер има обично во сабота навечер со доделување награди. Наградите се доделуваат после 12 на полноќ, 1 сат да се соберат гласовите и сите тие работи. Например, јас секоја недела после некој одреден фестивал обврзно на програмата ги давав победничките мелодии. Значи, со својот касетофон седев пред радио или пред телевизор за да ги донесам утредента снимките од прогласувањето на победниците. Значи, не само на фестивалите овде од нашата. Например, редовно го следев Сан Ремо фестивал, Сан Ремо. Еве, тој сега ќе се одржи некаде во февруари. Него не знам кое веќе издание. Меѓутоа, секогаш на програмата Радио Охрид во недела по завршувањето ги има победниците. Како доаѓа до снимките, со каков ентузијазам стоев, да речам, пред телевизорот или пред радиото да ги преснимам и со таа техника што тогаш ги имаше. Сега е многу лесно. На YouTube имате се и пред да започне фестивалот. А тогаш беше нешто сосема друго. Но љубовта, значи љубовта и ентузијазмот на вистина големи. Јас ве знам од тој период од кога сте во телевизија, односно од кога јас сум во телевизија, затоа што вие бевте пред мене тука. И едно можам само да кажам, многу работи се сменети, но ентузијазмот кај вас не.
и секогаш ви се воодушевував на тој ентузијазам, без разлика на возраста и на годините. На вистина може да ви се позавиди и ние што сме помладите генерации да учиме од вас како треба да се биде ентузијаст и како со љубов да се работи. Знаете како, мојата девиза е многу проста и едноставна. Или нештото го правиш, или не го правиш. Пред секој предизвик што сум го имал, речам, не по нечија друга волја, по своја волја, секогаш сум се преслушувал. Кога сум сакал нешто да направам во животот. Прво, дали можам да го направам или не можам. Ако не можам, никогаш не сум легувал во ниеден проект. Мене и кога ми понудија, например, за да ја правим емисијата за телевизија, јас прво се преслушав и во првото издание на таа емисија јас реков, ова е пробна емисија, која што ако вреди, ќе остане на програмата. И остана цели 22 години. Затоа ќе зборуваме во вториот дел, сега следуваат реклами, а инаку најтешкото нешто во животот е човек да застане пред огледалото и да се соочи со самиот себе. Точно така. Викенд акција во Миса Маркети. Јајца А класа 20 парчиња L 99 денари. Перутнина пилешки медаљони 300 грама 93 денари. Пионир чоколадо со цел лешник 200 грама 69 денари. Осрам лед светилка 9 вати 806 лумени 84 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Најголемиот производител на мебел во Македонија, Мебел Ви, со свој голем продажен центар со површина од 2800 метри квадратни во Битола, место за секој кој бара исклучителен квалитет, достапна цена и голем избор. На една локација може да се најде целокупниот асортиман на производи на Мебел Ви, како и производите од премиум програмата Мондиви, душеците од Алегро и производите од супер популарниот Статус. Повелете во салонот на Мебел Ви во Битола на Краварски пат. Не ја пропуштајте можноста да ги пробате квалитетните јадења во Бистро Вилидж. Сега по уште пониски цени. Покрај стандардната понуда, менито го збогативме со нови оброци. Похована панга за 90 денари, лосос филе за 100 денари, риба ослич за 75 денари, свинска шницла за 100 денари, ќофтево сос за 80 денари, подпечени макарони за 65 денари и сето тоа со гарнир по избор. Комплексот Вилидж Вања Камчев се наоѓа на 250 метри од меѓуградската автобуска станица. Ве очекуваме. Телефон 046 200 479. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питу Гули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции, гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Празниците се совршено време за разгалување. Со Велнео 2 во 1. Масажа и затоплување. Две функции кои целосно ќе ве опуштат и релаксираат. Сега е достапен во 3 нови бои. Заштедете 50% веднаш. Велнео 2 во 1 масажерот и затоплувач ќе биде ваш за само 1890 денари. Побрзајте и нарачајте веднаш. Кам, постојано ниски цени. Доматно пире 690 грама 69 денари. Чоколадно млеко 200 мл 14 денари. Млечен маргарин 250 грама 34 денари. Абразивно средство 450 мл 59 денари. Кам, купувај мудро. Алмеро, прва и единствена фабрика во Македонија, специјализирана за производство само на душеци. Традиција на квалитет и префинетост.
Првокласни природни материјали од сите страни на светот, изработени од најталентираните и највештите мајстори. Комфорни душеци за вашиот совршен сон. Препознатлив дизајн и врвен квалитет веќе 30 години. Производи од богатата палета на Алмеро можете да најдете во салонот за мебел Илјачка во Струга. Продолжуваме ние со нашиот разговор. Еден колаж правиме од повеќе ваши интереси и паси, животни, без кои што не би бил целосен вашиот животен мозаик. Сега една тема која што мислам тука е негде на врвот од вашите омилени, а тоа е темата за филмот. Од кога сте биле дете, значи сте го сакале филмот, сте сакале седмата уметност, сте се интересирале за тоа, но некако се како да започнало во една далечна 53-та година од минатиот век со филмот Титаник, една од верзиите на филмот Титаник, кој што сте го гледале во старото кино Охридско езеро. Од тука некако таа приказна со филмот започна и трае до денес. Па точно така, некаде во 1953-та, 54-та, не знам се точно, од Аргентина, после 30 и кусор години, се врати мојот стрико. Беше на Аргентина. И оттаму донесе еден грамофон со навивање, една шивачка машина и така натаму. И го пречекавме тука, живеевме во Охрид. Го пречекавме нормално, после онај прв разговор, првите печатоци на она што тој го доживеал во сите тие години. Рековме, ајде сега човеков ќе го однесеме во кино, бидејќи на репертуарот се наоѓаше филмот Титаник. Меѓутоа, отидовме на кино представата, ама сме го грешиле терминот. Филмот беше прикрај од неговото прикажување и следниот ден повторно отидовме да го видиме од почеток. Каква некаква си тема на тој прекоокеански живот, нели, патување со брод до Америка, до ветената земја и така натаму. И од тогаш некако филмот како да ми влезе под кожа. Следува, можеби, најубавите филмови што некогаш сум ги видел во својот живот, бидејќи и според историјата на кинематографијата, најубавите филмови се снимени некаде таму до 70-тите години. Сето после тоа се филмови кои што веќе не се од тој златен период, би рекол, на Холивуд. Доаѓа, би рекол, периодот на европскиот филм и така натаму, но како и да е, филмот, како да ми влезе, реков, под кожа и едноставно чекав да се промени репертуарот оде во киното Охридско езеро и да одам постојано на кино. Тогаш беа многу актуелни тие каубојските филмови. Па филмовите со Тарзан и така натаму. Например, сеќавам на филмот Однесено од виорот. Исто се прикажуваше во Охрид оде 55-та година, чинам. И филмот се прикажуваше во два дела. А влезниците, бидејќи продава влезници како за два филма, бидејќи филмот трае 4 часа. Па имаш некаква си пауза и така натаму. Се сеќавам како денес едноставно беа залепени двете харти за да го погледнеш филмот.
И Охридско езеро беше киносала во кое што едноставно би рекол беше светилиште, некако си културно светилиште на Охриджани. Таму се знаеше точно, да речеме, кој каде седи, особено во празниците. Имаше представи од 3, од 5, од 7, од 5 обично одеше војската, во недела ја носе на кино, во 3 часот одеа семејства на кино, заедно, цело семејство, татко, мајка, деца, и сите ти има свое седиште, точно се знаеше кој семејство каде ќе седи. Едноставно тоа беше како некаков си храм, како одење во црква и така натаму и така натаму. Например, горе на балкон обично одеа така повозрасните, оние што беа влюбени двојки, одеа под балконот во таа темница, нели, за прв пат некого да стиснат скришум за рака, може би да бакнат и така натаму и така натаму. Значи, се си имаше некаква си своја приказна, имаше некаква си романтика. Например, кога се прикажуваа, да речеме, индиски филмови, тоа беше празник. Едноставно се чекаше надвор со редици. И се плачеше. И се плачеше. Па покојниот Димча Димовски, кој што беше кинооператер во тој период, се сеќавам дека токму за филмот Мангала изваде звучници надвор од самата киноапаратура, еден звучник надвор, и да може народот да ги слуша песните што се емитува на филмското платно, тој ги емитуваше надвор на улица. И тоа беше празник. Улицата, речам, тука беше доживување едноставно. Па имаше цртани филмови, секакви филмови, значи, како да кажам, беше одењето во кино беше навистина нешто возвишено. Може би тоа беше единствената забава, да речем, во тој период. Но, еве, љубовта... Но вас се остане како љубов, сигурно, да. како љубов. После тоа, нели, отидов на училиште во Скопје, таа љубов воопште не престана. Јас живеев во интернат, бидејќи учев среднотехничко училиште во Скопје. Понекогаш во интернат владеа услови како во војска. Например, имаше одредени денови во неделата кога можеше да излезеш, да речеме, во Скопје на фудбалска средба или во кино. Сите кина што постоја во Скопје, во сите кина одев колку што можев, во сабота, во недела, во среда, понекогаш за некои филмови едноставно дури и бегав, сега под наводници од интернат, а интернатот ми беше во индустријско училиште, беше тоа во автокоманда. Автокоманда беше последната автобуска постојка тогаш. Од таа постојка се одеше уште 10 минути пешки да се стигне до интернатот. Дури кога сте биле војска, Така бидејќи и сте биле на вежба, точно сте така. изгубиле неколку филмови од репертарот, па 5 наеднаш сте ги изгледале. Така, се случи и тоа. Значи 5 филмови во еден ден изгледа во Белград. Ако некогаш одев и на службени патувања, да речеме, еднашка бевме и во Париз своевремено како екскурзија од Завод за урбанизам, кај што работевме, и меѓу другото сите одеа да погледнат некој продавници. Јас отидов да ја гледам Емануела, да речеме, во Париз, во тие кина кај што нели се прожектира филмот нон-стоп. Кога сакаш можеш да влезеш, кога да излезеш, значи да почувствувам каква е атмосферата во една таква киносала. Значи секогаш филмот бил и еве и ден денеска останала една огромна љубов, да речем. Но каде исчезна тоа чувство и тоа значење на одењето на кино? Па исчезна оној момент кога се појавија видеорекордерите. Тогаш луѓето велеа, овој филм ќе си го гледам дома, зашто да дам на кино. Но не е тоа. чувството исто. Да. Одењето во кино всушност е празник. За да одиш на кино на времето, требаше да се дотераш, претходно да купиш карта, влезен билет. А за да купиш карта, за поедини филмови требаше да чекаш и ред. Се продаваа картите и во раните часови предпладне, за да одиш на кино попладне, по неколку кино представи, и така натаму, и така натаму. Сега, сето тоа, кога ќе му го кажеш некому и му го презентираш, едноставно тој не верува, ама не сте имале друга работа, па сте били на кино. За жал, тоа е точно така, меѓутоа,
за оваа генерација, наша генерација, одењето во кино беше навистина празник. А сега нашите деца, мислам, и не знаат што е Па кинопроекција. не, за жал. Еве во нашето кино речиси една година немаме немаме представа. Да, немаме Бикини Мун, колку што знам јас, е последниот филм што беше прикажан во Центарот за култура минатата година негде пролетта, и тоа со позајмена апаратура од Домот на култура во Струга. Бидејќи апаратурите што Министерството за култура им ги даде на киносалите за употреба, не во нивна собственост, чинам за употреба, Охридската е во некаков дефект, и еве година дена во Охрид немаме никаква кинопредстава. За жал, навистина нешто што не треба да му се случи на Охрид. Многу работи не треба да му се случуваат на Охрид, бидејќи го потенцираме како град со посебна убавина и посебни вредности, но ни се случуваат. Да се надеваме дека во иднина ќе се изменат на подобро. Сега накратко, реков јас, ова наша емисија, тоест овој наш разговор може во серијали да оди. Од овие ваши паси можеме неколку емисии да направиме, но ете, накратко денес да опфатиме се она што е ваш интерес. Како започна приказната со ТВМ и со Филмско око? Па, исто така е мощно интересна, исто како за на радио и за телевизија. Бидејќи на радиото веќе водев неколку емисии, веќе порано реков, и со филмски карактер, нели, зборувавме за филмот. Зоран Левески, кинооператерот во Центрот за култура Гиго Паличев, ми предложи да направиме една емисија во која што би говориле за кинорепертуарот на Домот на културата, меѓутоа на телевизија. Каме човече, јас сум веќе возрастен човек, кој ми не ке ме гледа на толку години на телевизија да излегувам, а беше дај проба една емисија, па ако оди целата работа, ќе оди. И тогаш со Трајко Пројковски, кој што е ден денеска стои зад пултот, нели? И сите емисии што ги направив, ги снимив во поголемиот дел со него. Направивме една, да речам, пилот емисија. И меѓу другото во таа емисија рековме дека ќе обработуваме теми кои што се сврзани за филмскиот репертуар на Домот на културата Георги Паличев. Емисијата одиде како што отиде и говоревме и за тогаш имаше и филмски маратон кој што одеше во рамките на ТВ, бидејќи тогаш се уште не беа излезени правата, нели, обврската за плаќање на филмски права за емитување. Па можеше да се можеше емитува, се што да се емитува, и тогаш можеше секој филм, дури оние најновите да се емитуваат на програмата на ТВ. И за нив, нели, правиме посебен прилог. Меѓутоа, како што емисијата почна да оди, нели, и како што се емитуваше емисијата, се повеќе и повеќе, би рекол, интересот на информациите се зголемуваше, па почнавме да ги обработуваме филмските фестивали, па филмските награди, па разговори, да речам, со личности, па почнавме да го третираме и фестивалот Браќа Манаки во Битола, разговори со сите гости кои што беа присутни, па има можност, например, да направам разговор со сите оние што присуствуваа на тие фестивали, односно во оној период колку што таму представувавме, да речеме, мощно кратко. Еден ден, што ќе фатиш од некој од тие гостите. Обично го биравме тој период кога се беа најинтересни конференциите за печат со некои премиерни филмови што беа прикажувани на тој фестивал, а обврзно секогаш зборувавме за програмскиот дел со директорите на фестивалот. Без разлика дали тоа беше Лавина Митевска или Благоја Куновски или останатите директори кои во меѓувреме, нели, се променија. Инаку ги следевме, би рекол, сите можни настани во светот на филмот. Се навраќавме назад во историјата. Например, обработувавме филмови кои што едноставно влегле во историјата на седмата уметност. Или по повод некој роден ден, или заминување на некој актер, говоревме за неговата филмографија. Јас се сеќавам малку затекнав од тој период кога се правеше Филмско око, ама со оние VHS касети уште во стара телевизија, која ќе донесевте неколку, па сега требаше да се сечи материјалот од тука до тука, да се соодветно да се покрие, значи текстот со она што се зборуваше со снимка, и тоа навистина беше сложен процес. Некако сега вака, многу поедноставно. Во последните неколку години навистина
да речам, сето она што го носев со торби од касети, Да. а и тоа горе дури беше телевизијата, и тоа по сите годишни времења, без разлика дали беше сонце или снег или дожд, јас секогаш бев се надевам точен да ја направам работата, но како што сум зел во врска да ја направам. И самото тоа снимање, всушност, на исечоци, бидејќи телевизијата, едноставно, ако нема слика, тогаш не е телевизија. Ако зборуваш за некој настан, за некој филм и така натаму, ако немаш исечок од него или од настанот што се случил, тогаш си ја промашил темата. И јас морав да бидам пред телевизиските екрани, значи пред телевизорот дома, да седам и во рани утрински часови. По едни емисии, например, од кај што крадев, да не речам сега, инсерти за мојата емисија, се емитува некаде после полноќ, во 2, во 3 часот. Имаше една емисија која што и денес оди на шпанската телевизија, од која што најмногу позајмував материјали, која што одеше некаде во 2, во 3, бидејќи тоа емисија која што имаше својата реприза за сателитската програма. Во редовната програма на телевизија Шпанија, прва програма, тоа си одеше во редовен термин. Меѓутоа, на сателит, како програма Плюс се емитуваше во некој подоцна. Или порано, во раните утрински час. Сето тоа да го преснимам, да го, особено тие материјали најпоге ги користев за фестиваливе, како што е Канскиот, Берлинскиот, Венецискиот фестивал, каде што тие секогаш имаат своја екипа. И дава инсерти поедини. Или имаше една Coming Soon, италијанска телевизиска програма, која што емитуваше исклучиво само трейлери. И се знаеше точно кога се емитуваат, јас застан пред телевизорот, сето тоа да го снимам на касета и така натаму. Сега, за поедини, да речам, бидејќи емисијата нели е направена од сегменти, филмски вести, новитети, разговори и така натаму, фестивали, и за секој од нив мораше да имаш одреден инсерт. Тие инсерти дома ги подготвував точно на минутажа, за да ги донесам овде, па се преснимува, па после монтажерот сето тоа го ставаше на трака и сето тоа го правевме само во еден ден. Да. И тоа двајца луѓе. Јас и Трајко Пројковски. Тоа беше тој ден беше преокупација, беше монтажата, за филмско око. Не смееше ништо да се зборува, ако се влезеше во режија нешто друго да се каже, одма веднаш се губеше концентрација. Беше тој процес, да речам, направен со голем ентузијазам. И тоа можам да кажам дека тие емисии во никој случај не заостанува по својот квалитет од овие последните што ги правевме. А сега е тоа толку лесно, сите прилози можеш да ги донесеш на едно стикче, едноставно да му кажеш, да ги пренесеш во компјутер, текстот да го прочиташ, да му кажеш што треба од се тоа да направи и емисијата да биде готова. И тоа, да го правиш тоа на видеокасета и да го правиш на компјутер е сонце и месечина. Мислам, сиот тој период едноставно го доживеав и го преживеав и задоволството секогаш беше навистина големо. Без разлика на трудот. Така. Минатата година решивте дека веќе доста од овој ангажман. Зошто дојдовте до... Па да ви кажам, секој почеток има и свој крај. Има се чинам еден детски стих, чинам напишан од возрастни луѓе, на една детска емисија на телевизија Белград своевремено. Во оригинал беше "Стигли смо до само краја, све бежечи од почетка". Значи, секој почеток мора да има и свој крај. Така и јас реков, доста е, бидејќи влегов во едни години, не дека не можам тоа и понатака да го правам. Меѓутоа, добро е да заминеш и да те паметат онаков како што си бил, во еден период кога навистина си бил како што треба. Така. И доста. Еве, оставам пат, може би некој друг љубител на филм, некој помладата генерација ќе се најде ова да го продолжи по некоја друга форма. Впрочем, вакви емисии и оваков формат и оваа бројка од 878 емисии пошироко на овие наши простори нема, особено во Македонија. Јас знам, например, дека во Хрватска има една емисија која што се именува Кратки резови и е стигната до 1100, чинам. Има една друга емисија исто на Загребска телевизија, Кокици, филмски кокици, кога се оди во кино, обично се јадат пуканки.
тоа е стигнат некаде до 600, а шпанската и ден денеска се емитуваат, која што, нели, своевремено крадев, да не речам, инсерти, и понатака оди, меѓутоа водителот уште пред 6 или 7 години почина, има други водители, меѓутоа емисијата и понатака оди. Има сега на телевизија Белград Илузија се вика, меѓутоа тоа е навистина професионално направена, да речам, програма, во која што од јавната шпица има преку 30 души. Камермани, шмикери и така натаму. Нашата објавна шпица имаше само 2 или 3. Меѓутоа, можам слободно да кажам дека по квалитет, ама воопшто не заостануваме за тови емисии. Има една работа која што своевремено никогаш не сум ја кажал јавно. Имаше еден, така речи, договор кој што не успеа со своевремено најпопуларна телевизија А1, скопска телевизија, добив понуда нашата емисија, таква како што е, да оди на програмата на А1. Меѓутоа, дојде до несогласување во рекламниот простор меѓу собственикот на А1 и нашиот собственик на ТВМ. Не најдоа, да речам, заеднички јазик и тој договор пропадна. Дури ми беше понудено да станам и уредник на филмската програма на А1. Меѓутоа, јас тоа не го прифати, бидејќи тоа се работи кои што, нели, бараат сосема друг ангажман. Но во секој случај, она што го направив на телевизија, мислам дека ќе остане, би рекол, во аналите на оваа телевизија, од едноставна причина што не беа во прашање само овие 878 емисии од Филмско око. Ние во извесен период на годините наназад, едно 6 сезони емитувавме и кино Бавча, која што беше во летниот период 30-минутно, да речам, емисија, чие што 6 сезони донесоа околу 100 емисии, придодадени на овие излега околу 1000. Да не заборавиме дека во Охрид се одржуваше 5 години успешно францускиот филмски фестивал. За жал згасна веќе го нема, го згасна. И за сите 6, негови 5-6 изданија, колку се, ние подготвуваме како телевизија филмски хроники по теркот, да не речам, на еден Небојша Ѓукелич своевремено, кога тој ги правеше хроники на фест, Белградски фест, кој што живее и ден денеска, и така натаму, и така натаму. Освен тоа, во овој опус, да не речам сега телевизијски, во сиве овие 22 години, јас направив и неколку документарни, да речам, филмови, од кои еден говореше токму за киното Охридско езеро, Охридското кино Парадизо, кое што и ден денеска се емитува на програмата на телевизијата, во кое што се говори, да речем, за кинорепертуарот од 48 до 57 година. По филмот е снимен како по дневникот што го водел мојот дедо, по некоја случајност, кој што беше киноапаратер Станко Паунковски во киното Охридско езеро. Ништо не е случајно во Ништо не е случајно, ни остади еден црн тефтер во кој што тој ги забележал. И еден аманет со тоа. Аманет. И чувствував некаква си должност спрема таа книга да направам нешто и да оставам зад себе, споменувајќи го него, неговото име и сето она што го донесе киното Охридско езеро. Потоа направивме еден документарен филм, би рекол, за 50 години од еден од првите музички состави во Охрид, Брилјанти. И тоа по 50 години ги собрав членовите на оваа група и ги представив. И имавме и дури и премиера во Центарот за култура со присуство на сите учесници во тој проект. Па имав еден проект исто така наменски по повод 5 децении од започнувањето на приватната фирма Суна, која што исто така дававме еден историјат на една мощна и успешна фирма на овие простори. Па 2 разговори со еден композитор кој што својата кариера е започнал во своите дочни 60 и 70 години, Енев Рашити, кој што на фестивалот Охридски трубадури или Охрид фест ги напиша можеби најубавите песни. Со Петар Нечовски испеани од Петар Нечовски, дури 2 пати со него разговор и така натаму. Значи мене телевизијата ми донесе многу нешта. Например, можност да разговарам со многу
познати актери, со познати режисери. Може би круна на сето тоа беше на разговорот, например, што го имав со оскаровецот Бранко Лустик. И тоа на два пати. Еднаш, кога се уште не бев на телевизијата, кога се снимаше филмот Миротворец овде во Охрид, заедно со како дебитанско дело на Мими Ледер, кога успеав преку покојниот сега веќе доктор Пранговски, кој што беше доктор на екипата на овој филм, ми овозможи да присуствувам и да разговарам токму со него и со режисерката, и тој разговор всушност го емитував на радио, тогаш бидејќи работев на радио. Не бев уште на телевизија, 96-та година започнав на телевизија. Ми овозможи да направам, например, разговор со можеби најпознатите актери од бившите југословенски простори, со еден Мики Мануеловиќ, со Бранислав Лечич, со Лазар Ристовски и со кој уште не, со еден Дарко Бајич, со кој имав еден изводен разговор овдека во студиото, дури во два дела кои емитувавме како специјален прилог. И на сите нив, после завршувањето на разговорот, им давав по едно CD, за да го имаат за спомен. Во една прилика Петар Арсовски, нашиот доаен на актерството овде во Македонија, имав исто така еден разговор. После завршувањето на разговорот му направив едно CD и му го дадов. И рече, досега сум бил на многу телевизии, сум разговарал со многу луѓе, меѓутоа никој не ме почестил со вакво нешто. А јас му реков, ние не сме голема телевизија, меѓутоа ние сме мала телевизија која што работи со срце. Јас верувам дека и ден денес Петар го чува тоа CD. Во секој случај телевизијата мене навистина ми отвори, исто како и радиото, така и телевизијата, многу порти и многу можности да другарувам со она што едноставно сум сонувал, да речам. Нам ни недостасувате, искрено, сигурна сум дека и на гледачите, но се надевам дека некој ќе се најде да ве наследи. Имавме уште многу што да зборуваме. Ваша уште една пасија е сликарството, пастелите, но веќе времето навистина не гази, можеби во некоја наредна прилика, само за самиот крај. Еве, дали имате ваш омилен филм, ваша омилена музичка numera, нешто што е едноставно ваше? Знаете како, јас, например, сум изгледал навистина голем број филмови. За овие новите не би сакал многу да зборувам, бидејќи, реков, најубавите филмови веќе се снимени. Најубавите музички numeri веќе се снимени. Се тоа е рециклажа. Не сакам со тоа да ги понижам ниту композиторите, ниту авторите. Едноставно, се тоа што се прави е веќе слушнато, е веќе видено. Еден од филмовите кои секогаш ми останале, да речам, осеќавање е филмот Киното Парадисо. Во него е собрана сета љубов кон филмот. Тоа е еден прекрасен филм на италијанскиот режисер Джузепе Торнаторе, кој што беше награден дури и со Оскар за најдобар странски филм. Тоа е филм кој што говори за љубовта кон филмот. На крајот од филмот, главниот актер кој што во филмот е како дете и оди во кабината кај киноапаратерот и ги гледа и присуствува на сите филмови. И со тоа ја представува целата историја во еден период од неколку години, од 20-30 години. На крајот тој повторно се враќа во градчето од кое што отишол и станал филмски продуцент за да присуствува на погребот на киноапаратерот. Неговата сопруга на крајот од филмот му дава една ролна со филмски инсерти, на кои што киноапаратерот ги сечал тие инсерти, ги фрлал како, да речам, ќе дојдеше попот, како одредена цензура. И ако некој се бакнуваше, да речеме, на екранот, тој инсерт се фрлаше. Сите тие инсерти, тој ги имаше направено ги прави во една ролна и на крајот од филмот ги пушта во еден цел, да речам, филм. И дури тогаш не му се враќа целиот филм од неговиот живот преку гледањето на сето она што било isfрлено како цензурирано, да речам, од свештеното лице. Значи, една историја, тој кога ќе се врати во својот град, ги гледа сите оние кои што ги познава како млад. Сега се сите тие остарени,
и сите тие присуствуваат на последното одење од овој свет на главниот юнак филм. Една прекрасна приказна која чинам дека е многу филмска и мене ми остави навистина голем впечаток. А што се однесува до музиката, многу сакам инструментална музика. Со големи оркестри, тоа секогаш ми било така како пасија. Така. Ви благодарам за ова учество во Лупа. Задоволството беше мое. Малку одмотавме од таа ваша животна ролна и навистина оставивме можност да уште некој наш разговор. Чувствував потреба да реализираме една емисија, еден разговор и да ве поканам како гостин, затоа што, ете, викам, од минатата година веќе официјално не сте дел од ТВМ, но секогаш ќе видите дел од оваа телевизиска куќа и секогаш сте со нас. Еве, тоа го докажува и покажува она што на сите некои наши интерни собиранки, вие секогаш доаѓате, ниту една не сте пропуштиле досега и велите се додека се дружам со млади, сега релативно и ние сме веќе во некоја возраст и ја се чувствам млад. Секогаш сум имал таа девизија да се дружам со помлади од мене, бидејќи тие даваат едноставно живот. Кога се дружи со генерацијата своја, секогаш ги кажува собствените проблеми. Например, на оваа возраст се знае зашто се говори, за болести, за апчиња и такви работи. Меѓутоа со помладите од тебе, никогаш не се зборува за таква тема, туку за нешто што е навистина актуелно во овој миг. Јас себе во моментот ја имам, не работам повеќе емисијата на телевизија, меѓутоа за еден портал пишувам повторно за филмот, со тоа сакам сепак да бидам блиско, сепак да бидам во можност да бидам во жижата на интересирањето. Например, сега се номинациите за Оскар, доделувањето на Оскарите и така натаму, и за сето тоа повторно на еден нов начин, повторно имам контакт, би рекол, со љубителите на филмот. Благодарам за поканата. Јас секогаш, би рекол, се чувствувам како член на ова големо и убаво семејство овде, каде што запознав на вистина прекрасни луѓе, кои секогаш ќе ги носам од срцето. Не сакам да ги именувам посебно, но сите ми се драги и секогаш ќе бидат на вистина мои пријатели. Благодарам уште еднаш, ви посакувам тој ентузијазам, никогаш да не ве напушти и тој младешки дух. Благодарам. Ево.